Почитувани колеги, денес пред нас е доставен закон за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје по патна спогодба по скратена постапка. Уште на почеток ќе кажам дека овој закон е во најмала рака проблематичен по неколку основи, но ќе одам со ред. Ова што овој закон доаѓа како ова спогодба доаѓа како закон во собранието на Република Македонија е апсолутно незаконски, противуставно, бидејќи спогодбата не представува меѓународен договор кој треба да биде ратификуван од страна на собранието на Република Македонија и не е во надлежност на собранието. Еве ќе запрашам, дали, почитувани колеги, ова значи дека од сега собранието ќе треба да донесува закон за секоја спогодба, друга спогодба во државава помеѓу било кои економски оператори за некои должничко-доверителски односи, за имотно-правни односи помеѓу двајца комшии, за меѓа, за дзидче или за било што. Председателе на собрание Џафери, ако сакате да го задржите вашиот авторитет и авторитетот на ова собрание, овој закон ќе му го вратите на тој што ви го предложил, ќе го вратите до владата на Република Македонија, за да не станете вие обичен нотар кој понатаму во иднина ќе ги донесува со закон, ќе ги подпишува со закон сите спогодби во државата. Што е различно оваа спогодба помеѓу некои други спогодби помеѓу било кој физички лица, правни или било кој. Но да одам со ред. Изградбата и располагањето со гасоводниот систем и гасификацијата во Република Македонија е од огромно значење, представува огромна капитална инвестиција и истата на средно и долгорочен план е од круцијално значење и носи огромни придобивки во севкупниот развој на Република Македонија. Но дали, ќе запрашам, ова е така за мрежа стара 26 години, а стручните лица укажуваат дека гасификационата мрежа има просечен век на траење од 30 години. Дали треба за мрежа стара 26 години да биде преценета на 65 милиони евра? Дополнително е проблематично што оваа проценка ја направиле од Бирото за судски вештачења, што е уште еден проблем, уште една небулоза, затоа што Бирото за судски вештачења нема надлежност да врши проценка на капитал. Во вакви случаи потребно е да се ангажира проценител од областа на капиталот, а тоа е сигурно некоја ревизорска куќа, може да биде. Неспорно е дека треба да се изнајде решение, и тоа го потврдуваме и го утврдивме сите, дека треба да се реши овој спор во најбрз можен рок, согласно Законот за енергетика. Проблемот, почитувани колеги, е во тоа што во моментов владата на Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје се акционери во деловниот субјект ГАМА АД Скопје, што представува сериозен проблем, бидејќи со Законот за енергетика е предвидено да се изврши сопственичко раздвојување на операторот на системот за пренос на природен газ. Тоа значи дека ист субјект ќе нема право во исто време да ја врши дејноста оператор на системот за пренос на природен газ и дејноста трговија или снабдување со природен газ. И до тука е во ред. Сите се сложуваме дека за ова мора да се изнајде решение согласно Законот за енергетика. Државата, сите сме согласни дека треба да ја задржи сопственоста врз преносниот систем со преносен газ. И тоа е во ред. Проблемот е во тоа што десенискиот спор кој се води помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје, на овој начин, со оваа спогодба се решава на штета на имотните интереси на Република Македонија и буџетот на Република Македонија. Со оваа спогодба ќе се исплатат 33 милиони евра или 15 милиони евра повеќе од реалната вредност на акцијата на МАК Петрол, чија номинална вредност изнесува 18 милиони 806 250 евра. А сега ќе се исплатат 32 милиони 773 905 евра. Пари на граѓаните на Република Македонија.
Почитувани колеги, и ние, и вие знаеме, но еве да знаат и граѓаните кои не гледаат, граѓаните на Република Македонија, ова е криминал од големи размери. Кој е мотивот? Дали мотивот е да се сочува наклоноста на провладината телевизија Телма, која знаеме дека е собственост на Макпетрол АД, како што и кажува премиерот, не се срами да каже дека е провладина телевизија, да завршат секако во приватни џебови. Но да видиме како дошло до оваа и ваква спогодба после деценијски судски спор помеѓу владата на Република Македонија и Макпетрол АД. Имено прекин на судската постапка се предлага од причини што бил склучен меморандум за разбирање пред секретаријатот на енергетската заедница во Виена на 5.11.2019 година помеѓу договорните страни владата на Република Македонија и Макпетрол АД, потпишан од страна на доктор Кочо Анџушев во присуство на сега присутниот Крешник Бекдеши. А за кое нешто во ниеден момент не бил известен државниот правобранител како институција која ги штити имотните интереси на државата Република Македонија. Па знајќи го ова, легитимно се поставува прашањето: кој го овластил Кочо Анџушев, па и Крешник Бектеши, да потпишат ваков меморандум за прекин на судската постапка на штета на државата, прифаќајќи собственост на гама во соодност на проценти 50-50. Јас ке прашам, ако било толку лесно да се одлучи вака како што се одлучило, да се подели собственоста 50-50, зошто тогаш траел овој деценијски судски спор околу собственоста со децении, на кој никој од правосудниот систем не можел досега да му го најди крајот? Одговорот е едноставен: лакомоста и лукративниот мотив на Зоран Заев и Кочо Анџушев. После потпишувањето на овој меморандум, тука веќе почнува вистински циркус. Односно се бара јунак кој ќе ја потпиши оваа спогодба. Зоран Заев многу добро знае, многу кристално му е јасно дека ова е криминален договор за кој се одговара, односно се лежи во затвор. И си почнал да бара потписник, односно, како што велам јас, почнува да бара јунак што ќе го потпиши овај договор, односно оваа спогодба. Најпрво на седница на влада донел одлука со која преку генералниот секретаријат на владата го задолжува државниот правобранител да ја потпише оваа спогодба во рок од 3 дена. Оттаму му враќаат. Државниот правобранител крајно честно и недвосмислено му враќа допис со кој му укажуваат на две нешта. Прво, му укажуваат дека владата нема правен основ за пренесување на надлежноста, тоа е овластувањата на раководење и представување од владата на државниот правобранител на Република Македонија. И укажува дека оваа спогодба треба да си ја потпиши председателот на владата или во негово отсуство подпредседателот. Второ, и многу важно, круцијално важно, оваа спогодба, велат од државниот правобранител на Република Македонија, сметаме дека е штетна и спротивна на имотните интереси на Република Македонија. И истата не треба да биде потпишана. Крај. Што понатаму, почитувани колеги, не е јасно и кој ви е понатаму мотивот да влегувате во вакви игри. И на крај, после неколку дописи помеѓу владата и државниот правобранител на Република Македонија, спогодбата доаѓа на потпис во Собранието на Република Македонија како некое соломонско решение. Тогаш на Итар Пејо од Муртино му текнува да ја превесла опозицијата, да ги изигра граѓаните и на име на колективна одговорност оваа криминална спогодба да му ја изгласаат неговите послушни пратеници. Со надеж дека никој нема да одговара за кражбата на 15 милиони евра народни пари, како закон за спогодба. Тоа е закон за решавање на спор помеѓу владата и Макпетрол АД. Почитувани колеги пратеници, уште еднаш ќе ви речем, со поголем дел од вас се знаеме,
Заедно ги споделуваме овде Благодарам. деновите и гледам дека сте домајќини луѓе. Благодарам. Зошто вие влегувате во вакви игри? И од утре натаму, ако ова го поддржите, за мене ќе бидете соучесници во овој криминал. Ви благодарам.